Сега имаме поубави, поведри информации, бидејќи во светот на книгите е секогаш поубаво, посигурно. И за таа цел нашата прва гостинка и гостинката на нашата Искра, Милена Силјановска од издавачката куќа Три уредник во истата, ни донесе и многу книги. Искра, добро утро за вас две. Верувам дека гледачите кои што редовно не следат и редовно се обидуваат да добијат нешто, се веќе подготвени, но има време. Што ми ја видат Милена, знаат дека секогаш носи нешто, никогаш не доаѓа со празни раце, со тоа што една мала корекција, аз веќе не би ја нарекла како гостинка Милена, така? Да, веќе наша соработничка. Јас се чувствувам домашно. Мила ми, Милена, добро утро. Добро утро и од мене. Бете постсаемски да се видиме, да поразговараме за саемот и особено еве посебно расположени, затоа што кога ќе се видат толку многу луѓе и толку многу читатели, ни носи едно посебно чувство. Потврда на што го работите на некој начин, а и мотивација за да работите уште повеќе, ако е тоа возможно. Да, токму така. Да, пред да започне саемот со Бојан Саздов, кој што е претседател на Македонската асоциација на издавачи, го најавивме. Саемот го следевме и сега е секако редно да го заокружиме, нели? Да. Па ете, како прво, како протече овој саем, наш најзначаен книжевен настан, така може да се каже. Да, најзначаен и по тоа што ние и редакциски годината ја делиме на пред саем и по саем. И сега секогаш се смееме во редакција дека ни следува една постсаемска депресија, затоа што одеднаш од толку концентрација, толку сосредочување, ангажман за саемот и потоа ни се чини празно, но ето ќе ги повикаме читателите да знаат дека ние сме тука и во текот на целата година, иако саемот е едно прекрасно искуство. Задоволни сме и од посетеноста, исто така особено за викендите, веројатно секогаш е тоа така, бидејќи луѓето се послободни, ете и времето беше убаво и сончево. И тоа мислам дека и ги повикува да ја покрене малку атмосферата. Секогаш очекуваме нели поголема посетеност и секогаш може да има повеќе читатели, бидејќи како што нема никогаш доволно книги, така нема никогаш доволно читатели. Можеш ли вака некако, Милена, да оцените? Претпоставам дека има разноврсни посетители, но вака кои беа најмногу бројни? Главното прашање ми е за младите. Дали ги имаше во голем број? Да, особено во последните години се забележува пораст и разновидна публика. И исто така ми е драго што има различен тип на литература. Не може да се каже дека некоја категорија најмногу се чита, но кај нас ги забележуваме повозрастната публика, особено женските читателки се побројни, но од младите особено е интересно што и нели ги организираат и од училиштата. Обично секое утро има наплив на средношколци, но и од основно училиште. Забележуваме дека тие си бираат по своја волја си бираат литература. И ми е многу драго што се повеќе читатели се потпираат на предлозите од нас, од книжарите кои што сме на самиот штанд. Бидејќи претходно забележував дека повеќе одат со списоци, односно ни бараат само да им ги најдеме книгите од штандот, а оваа година имаше многу поголем број на читатели кои што кажуваат, например, ми се допадна продавачката, што да читам следно, или што е ново од Шафак, што е ново од Мураками. Така што тоа беше еден посебен чин кој што ми остави впечаток. Колку е важен, Милена, за вас тој и за вас, па секако и за авторите тој контакт со самиот читател? Дали ви дава на некој начин јасна слика што следно треба да правите? Да, токму така, или кога бараат например наслови кои што ние ги немаме на штандот и ние секогаш си запишуваме која книга им е интересна, која бараат, а се уште не е преведена, и можам да кажам дека од моја гледна точка ми е највредното нешто во саемското искуство ми е токму тоа директниот допир, бидејќи редакциски или канцелариски не може толку да се почувствува што точно бараат читателите, а овој пат имаш директен контакт со нив и гледаш колку со жар го зборуваат тоа. И особено ми е интересно што нашата публика секогаш ги сака и по старите наслови, бараат реизданија. Исто како што се случи особено за некои што ги сакаат класиците, како ти претпоставува. Да. Токму така, па баш и браќата Карамазови и записи од подземјето од Достоевски, што неколку месеци ги немаше на лагер,
пристигна на сајмот и влегува во топ листата, што значи дека едноставно не изумираат тие добро познати книги. Топ листа кога зборуваме на најпродавани книги, претпоставувам, така? Да. Ме интересира во тој однос со читателите, се чувствува ли некоја промена во нивниот однос кон книгата? Мене ми е драго што промената ја чувствувам во тоа што си купуваат своји книги, затоа што порано имам чувство како повеќе да бара прибежиште во библиотеките, но сега во последно време можеби има и влијание и од медиуми, бидејќи ги гледаме како оние што се поголеми book lovers, што ги нарекуваат, дека подлекуваат, фаќаат белешки, ги обработуваат, се повеќе луѓе објавуваат рецензии. Исто така и тоа многу ме радува, дека порано рецензии пишува само или критичарите или луѓето што се бавеа со тоа, сега има и читатели што си објавуваат рецензии на профили. Така што тоа е и тоа некои претпоставувам си имаат баш своја публика и си се почитувани, така? Да, се повеќе се зголемува тој број. Милена, претпоставувам дека особено од ваш агол гледано секој саем си е башка приказна, посебна приказна. Кој беше според тебе печатот на овој саем? На овој саем на нашиот штанд на 3, барем мене дефинитивно ми беше книгата на Патриша Марш Стефановска и самиот настан кој што беше некако топол, беше зрачеше со некоја поинаква енергија. И тоа е моментот кој што процвета, нели, го споменавме. Да, мораме да им кажеме на гледачите дека насловот е твоја идеја. Прочитавме, сега е време да цветаме. Зошто овој наслов? Бидејќи мотото ни беше влези, прочитај, процветај, така што од тоа мото и од онаа реченица која што ние интерно си се водевме, дека книгите се семиња, мислите се цветот, затоа што влеговме, прочитавме, сега е време, нели, да процветаме и така си ги обележувавме како најцветни моменти на сајмот беше токму оваа промоција на Патриша, на кој што ќе се навратиме, само да ги споменеме и другите настани што ми оставија впечаток, како гостувањето на Румена Божаровска, бидејќи пристигна третото издание на Тони. Трето издание веќе. Како вчера да беше кога ја промовиравме овде незината книга. И навистина браво, честитки за неа. Мощно време од декември, на 4 декември ми се чини беше промоцијата, тоа значи од декември до сега испечатени 3000 примероци. Ни половина година. Да, исто така е фасцинантно и самото тоа колку во интернационално успева. Тони е моментално продаден во 7 различни земји, од кои што е и Галимар, односно најголемиот француски издавач. А исто така на саемот беше присутен како дел од фелошипот што го организира Македонската асоциација на издавачи, преведувачот кој што само што завршил со преводот на Тони од македонски на хрватски јазик. Така што наскоро ќе ги очекуваме и во Хрватска, и во Србија, Косово исто и уште неколку земји, што за мене е навистина голема бројка и голем успех за толку краток период. Милена, пред да преминеме на мини промоција на вашите најнови изданија, односно оно што беше промовирано на самиот сајм, јас би сакала малку околу наградите кои што ги доделува секоја година мај Македонската асоциација на издавачи. Кога гостуваш овде нивниот претседател, рече дека сето тоа се држи во тајност. Да, така што тогаш се уште не можеше да ги обелодени кои се. Ме интересира само жири ги доделува, така? Дали жирито се држи во тајност? Не, објавено е жирито, беше Тони Димков и Весна Мојсава Чепишевска, што е професорката. Мислам дека се состои од 3 членови жирито, само уште еден ми недостига во изборот, тоа е графички дизајнер, веројатно заради креативното издание, но се повеќе овие награди стануваат, мислам, тие од секогаш биле значајни, но гледам дека особено се возбудуваат издавачите за кој ќе ја добие наградата. Ајде, оваа година да видиме кои се закити. Да, оваа година за најкреативно издание се здоби, мислам дека и Арс Ламина, да, се викам Храброст, за најдобра едиција Перископ од Бегемот. Ние се здобивме со прво место со Тони, токму книгата која што споменавме за најдобар дизајн на корица. Автор на годината беше Билјана Црвенковска, што е сосем заслужено. И една од моите поомилени, иако не е поврзана со издаваштвото, тоа е за промотор на читање
читачка култура, која што оваа година ја доби, така го знаеме, нели, како читачот. Затоа што навистина ете и тоа е меѓу тие читатели кои што објавува рецензии, но навистина се содржајни, се едно поинакво гледиште за книгите, особено ми се допаѓа и изборот на книги што го прави Александар, така што може и гледачите доколку не го познаваат и да си го заследат. И секако тука и наградата за општествена одговорност, која што три се здоби со третото место. Одлично. Така што честитки, значи. Честитаме на сите, да. И до вас и до останатите секако. Но секако. исто така и за организацијата на мај. Навистина се целиот саем, например, и за фелоушип, што го споменавме, имаше гости од издаваштвото од Србија, од Хрватска и од Словенија, и преведувачот на Румена Божаровска, што на издавачите им овозможува да дојдат малку поблиску и со издаваштвото во регионот, но исто така и да ги презентираат и своите книги, кои што можеби ќе се здобиат со преводи надвор од државата, што е значајно. Колку повеќе преводи има во странство, толку повеќе имаат прилика луѓето да ги чујат. Ајде сега за најцветната гостинка, така, на сајмот. Прво да им доловиме на гледачите која е Патриша Марш Стефановска. Таа е многу сестрана личност и она што мене многу ме изненади е нејзиниот пристап во оваа книга, бидејќи јас ја знам и како писателка и како истражувачка и многу често слушам и приказни за нејзините професорски денови, но ме изненади затоа што и самиот наслов, како што кажува, наспроти мојата животна филозофија, ова е токму спротивно од тоа што ние би очекувале дека Патриша ќе пишува. Бидејќи во оваа книга се содржани и телепатски искуства, присуство на две места истовремено, се она што е наспроти она што вообичаено очекуваме да кажеме, што мислиме кога кажуваме моја животна филозофија. И ми беше мощно интересно што и на некој начин е сведоштво и за животот на Патриша и на Горан заедно, што ми е едно од подрагите приказни во литературата што излегуваат надвор од кориците. Да подсетиме дека Патриша заедно со нејзиниот сопруг Горан Стефановски порано живееа, работеа во Скопје, но сега специјално за саемот, за промоцијата на оваа книга допатува од Лондон, каде што живе. И сигурно имало и доста емотивни моменти. Да, токму и така беше и тоа се чувствуваше, особено и преку зборовите и на нејзиниот син и како топло ги изговараше. Беше навистина посебен миг, саботен. Цветен, баш цветен беше, да. Но ете, мој предлог е да се влезе и во нејзиното писмо, зашто е сосем поинакво искуство. Интересен момент на промоцијата беше кога Сонја ги читаше деловите за запознавањето на Патриша и Горан и нејзиното предскажување како тие ќе се запознаат и како таа знаела дека е токму тој. Тоа беше посебно, но и изненадувачки, мислам, можеби не е толку, тоа е доказ дека публиката ја знае Патриша, но и оваа книга беше токму во топ листата на најпродавани книги, што значи дека луѓето се возбудуваат кога излегува нешто со домашен печат. Друго што ќе промовираме денес, но што беше промовирано на самиот саем? Освен гостувањето на Румена, еден така позабавен момент беше и гостувањето на Пијан Слави. Тоа беше по промоцијата на Патриша. Беше интересно да се слушне, затоа што Пијан Слави има текстови што се чиста поезија и така некако го прегрнаа целиот простор на штандот. Исто така беше присутен и Венко Андоновски со подпишување и Винка Саздова беше на нашиот штанд, што е нешто што едноставно со секоја година се повеќе луѓе знаат каде да ги бараат книгите, на кои штандови, тоа е исто така едно посебно задоволство, но може да ги споменеме и книгите кои што бе на таа топ листа на најпродавани, така? Да, на првото место беше 48 закони на моќта од Роберт Грин, што е една мощна револуционерна книга и можам да кажам дека за да се применуваат овие закони или правила што ги кажува авторот е потребна голема смелост. Тој не бара скромност од читателот, така што на првото читање можеби изгледа сето тоа како многу храбро, но на второто е вистинскиот начин како да се стигне до таа моќ за која што тој зборува. Поинаку од другите наслови од публицистиката, токму затоа што е нескромно представено како тоа треба да се направи со храброст и со смелост за да се успе.
успее. И дневникот на еден извршен директор од Стивен Бартлет. Тој е познат американски, има и подкаст, автор е и уште од 18 годишна возраст станува таму популарен, така што сето ова што зборува за бизнисот му е многу добро познато. И читателите кои што без разлика дали имаат свој бизнис, сакаат да отворат бизнис или пак едноставно тие правила за кои што тој зборува треба да ги применуваме и при секојдневната работа, нели не мора да бидеме сите во бизнис светот за да можеме да бидеме успешни, така што овој дневник или како што повеќето го знаат The Diary of a CEO, бидејќи странското издание му е попознато, може да си го најдат во нашите книжарници, бидејќи ова издание пристигна ексклузивно на саемот на книгата. За прво издание станува збор. А кога сме кај фикцијата, бидејќи овие два наслова беа од делот на публицистиката, Луѓето од свадбата исто така е саемски новитет, еден раскошен роман пишуван на стил повеќе што влече накај содржајната книжевност, иако мене на почетокот ми делуваше како романса, но не е романса, повеќе како драма, има убави реченици, има прекрасни цитати внатре и приказната е навистина интересна за една свадба која што невестата ја организира со списоци, со гости, со еден полн сјај, додека другата непоканетата гостинка е она која што ја доаѓа до работ да ја уништи свадбата, но овие две жени се здружуваат и тука настанува заплетот. Така што би можело да биде интересно за луѓето кои што си читаат ваков тип на литература, но е моја препорака затоа што не станува збор за романса, бидејќи јас и многу и не читам романси, но и тие знам да ги препорачам кога, затоа што има разлика од содржајна до несодржајна романса, која што е само за забава. Оваа книга не е само за забава, туку може и да се научи. Или за перење мозок, така лаички кажано. Милена, јас мислам дека ќе имаме време да вклучиме гледачи, но со оглед на тоа што нема да имаме време, првите двајца што ќе се јават, нека ги остават своите податоци, само ќе ми кажеш каде ќе може да си ја подигнат книгата. Може да си ја подигнат од книжарницата во Дебар Мало, може и да ќе се чуеме ние телефонски, ќе им значи да остават и телефонски број, така? Да, ако не е проблем, телефонски, бидејќи па и некогаш и кога не им одговара локацијата, може и да се промени, не е проблем. Да, сакав само за самиот крај да те прашам, бидејќи рече дека нели го делите времето напред, саемот сега е овој депресивниот период, но секако дека продолжувате да работите, така? Да, секако. Што е следно? Од она што може да се каже? Се подготвуваме за летен фестивал на книгата, иако времето не ни оди многу во прилог, сепак потребно е ние да бидеме подготвени и секако летниот период има зголемен раст на читатели, особено заради патувањата, така што новите наслови кои што ги имаме најавено како Зошто спиеме или од некои нови изданија, како што ги споменавме од Достоевски, исто така ќе стигнат уште. Ќе ги оставиме за твоето следно гостување. Така кога започнува тој летниот фестивал? Вообичаено не почнува на 21 јуни, би требало и годинава да биде така, но во секој случај тој период па натаму може да се очекуваат и попусти и промоции. Затоа што и попустите на саемот и ни докажа и дека луѓето навистина сакаат да читаат, но секогаш го мерат и својот буџет, што е нормално и очекувано, така што од 21 па натаму ќе се очекува попуст. Одлично, што значи јас те очекувам една недела претходно овде во студиото да поразговараме малку за така наречената летна литература. Токму така и само да за крај да не заборавиме дека утре се случува промоција на Бела Сама од мојата драга колешка и писателка Виолета Танчева Златева во Гевгелија по повод нели проектот што е Гевгелија градот на културата за 2025 година. Промотор ќе биде Александра Јуруковска и ќе чита извадоци Снежана Стојчевска, кои што ги знаеме од многу добро од градската библиотека Браќа Миладиновци. Ја промовиравме ние овде книгата. Да, се сеќавам. Така што утре ако некој не слуша од Гевгелија во 17 часот може да провери подетални информации. Ти благодарам многу, Милена, за твоето гостување. Фала многу. Поздрав до сите твои колеги. Фала многу. Сузе? И некако фали, недостига време. Честитки на сите кои што добија денеска книги, нешто ново од последниот саем на книгата.